Европското знаменце е спас за сите закони кои власта сака да ги донесе без широка јавна дебата. Вака дел од поранешните пратеници, но и правни експерти, го класифицираат употребувањето на европското знаменце, кое се повеќе се употребува во законодавниот дом. Закон за суди и јавни обвинители, закон за Бехтел и Јенка, измени на кривичниот законник, ратификација на договорот за добрососедство со Бугарија и преспанскиот договор. Ова се само дел од законите кои власта сама си ги донесе и тоа по скратена постапка, ставајќи предзнак знаменце за законите да им поминат само со 3-дневна дебата во собранието. Според поранешниот пратеник Илија Димовски, лошата пракса на донесување на закони на овој начин се повеќе се забележува последниве 2 мандати, односно откако СДСМ и ДУИ се на власт, а претседател на собранието е Тала Џафери. Законодавниот дом веќе одамна нема контрола врз власта и не ги представува интересите на граѓаните, смета Димовски. Ние се сведуваме на тоа дека Комисијата за европски прашања е мал парламент во парламентот. Све што оди на Комисија за европски прашања, ако помине таму, поминува и во собрание, а таму не може да не помине заради мнозинството и заради ограничувањата. Од тој аспект мислам дека сме во момент во кој што мора да се внесе дополнителна регулатива околу ова прашање, заради тоа што се прават сериозни злоупотреби и нарушувања на политичките процеси во Република Македонија. Не само што се злоупотребува знаменцето, туку власта тоа го прави дрско. Не само што се прекршува деловникот, туку дрско се прави тоа. Значи, власта дури не се обидува нити да го спакува тоа во некаква обланда па да личи пристојно и така. Дрско, доминантно и као ја одлучувам што ми е гајле за сите вас. Деловникот нема одговор ваков каков што во вакви ситуации. Моќта е концентрирана во претседателот на собрание и во претседателот на Комисијата за европски прашања. Дека преку Комисијата за европски прашања, со која моментално раководи Арбер Адемио Дуи, се носат сите клучни закони за власта, коментираше поранешниот претседател на собранието Велјановски, кој понуди решение како да се запре со константната злоупотреба. Вели, единствено решение со Комисијата е да раководи некој од опозицијата. Инаку неадекватното користење, но и злоупотребување на европското знаменце е нотирано и во неколку извештаи на меѓународните заедници. Пред само неколку месеци и амбасадорот на Европската унија, Дейвид Гир, порача дека европското знаменце треба да се употребува само кога станува збор за закони што се поврзани со европските норми и стандарди, но не и да се користи за да се избегне јавна дебата при носењето на важни закони.